сте на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9 часот и 3 минути. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН според резултатите од двата круга на локалните избори ќе има градоначалници во Скопје и во 53 општини. Втора по бројот на освоени градоначалнички места е коалицијата Вреди со 9, коалицијата на СДСМ ќе има 8 градоначалници, нај 5, а движењето Знам, Демократската партија на турците и Унијата на ромите по еден градоначалник. Две општини ќе бидат предводени од независни кандидати. На вториот изборен круг вчера се избира градоначалници во 32 општини градот Скопје. На 19 октомври пак во првиот круг беа избрани 44 градоначалници. Во 4 општини Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово и Ростуше вчера немаше гласање. Причината е недоволниот одзив на гласачите во првиот круг, поради што ќе се спроведе нова изборна постапка во рок од 60 дена од објавувањето на конечните резултати од локалните избори 2025. ВМРО-ДПМН и коалицијата синоќа прославија победа во уште неколку општини и градот Скопје. Своје обраќање имаше и лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Падна Фатмир Дехари. Падна од народот кои се обедени против раскалашеноста, недомакинското работење и се докажа дека никој не е посилен од народот. Но и покажавме што можеме кога сме обединети. Таму соработувавме различни вери, различни припадности, против оние кои го влечеа градот надоле. Ова ја отвора вратата дека можеме да се обединиме. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошнаци, останати христијани и муслимани. ВМРО-ДПМН, СДСМ и другите околу вредностите и во онаа политика која што им е потребна на граѓаните. Овој резултат и порака до СДСМ. Морам да признам дека не сум среќен поради нивниот дебакл. Но тоа е одраз на реалноста дека оваа партија не се реформираше и не фати чекор со времето. Вечерва не славиме против никого. Славиме за Македонија. Славиме за новата енергија. И овие избори се порака и до нас да не се забегува во победата, туку да се носиме со одговорноста дадена од граѓаните и да ја оправдаме. Да се менуваме и подобруваме. И таа порака е разбрана. Оврска да продолжиме уште посилно, да не се опуштиме ниту еден ден. Лидерот Мицкоски во текот на вечерта ги посети и општините каде ВМРО-ДПМН оствари победи, односно нови градоначалници се Јован Илиевски и Александар Јовановски. Благодарност до сите граѓани. Докажавме дека општина Врвеница е за соживот, не е за омраза, етнички поделби. Благодарност до сите жители на општина Врвеница. Особена благодарност до сите жители, македонци и албанци. Докажавме дека сме мултиетничка општина и ќе останеме. Заедно верувавме и кога ја подготвувавме стратегијата, верувавме дека еднината не е во поделбите, туку еднината е во заедништвото. Лидер е оној кој што обединува, а не оној кој што разединува. Сите тие кои што мислат дека можат да бидат лидери на начин на кој што ќе разделуваат, грешат. И тој концепт уште еднаш ка се покаже овде во Врвеница дека е концепт на минатото. Концептот на едината е концепт кој што обединува.
Јас им благодарам на сите жители на општина Брвеница. Кичево е една интересна средина каде се испреплетуваат многу култури, многу вери и многу нации, но затоа сме богати. Затоа имаме убав живот. Не сакам со живот да кажувам, сакам живот, ние убаво живееме и ќе продолжиме да живееме уште убаво. Од утре ќе светне силен ден. Би го наполнивте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец, гласавте за мене како за човек. Гласавте за како човек што ќе ви пружи подобра иднина. Ви благодарам Кичево, ви благодарам кичевчани, навистина окото е полно и душата е полна. Ви благодарам за се што правите за нас. Да му посакам успешна работа, а ние како влада заедно со него ќе сториме се што можеме и се што е во нашиот мок да реализираме проекти, многу проекти кои што ќе значат подобар живот за кичевчани и модерно, поубаво Кичево. Опозицијската СДСМ по објавувањето на неофицијалните резултати излезе со пресконференција, односно обраќање имаше лидерот Венко Филипче, како и Горан Герасимовски, кој во Скопската општина Центар го доби вториот мандат. Во изминатите 2 недели, во вториот круг на изборите, се вршеше огромен притисок на сите кандидати на СДСМ во овие 17 општини, каде што влеговме во вториот круг. Не се бираа ниту средства, не се бираа ниту методи и тоа само говори дека се соочуваме повторно со истата деструктивна власт на ВМРО ДПМН како во минатото, која што практично ги злоупотребува сите институции кои што им се под контрола. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму, силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мен као претседател на партија. Направивме голема, направивме огромна работа. Горан! 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 Да се биде градоначалник е огромна чест и признание. Да те изберат 2 пати, за мене значи најголемо признание и чест. И ще бъде затоа што тоа за мене е највисока одговорност и обврска, која целосно ја прифакам и која целосно ќе ја исполнам. Заедно со нашиот тим. Како победивме на овие тешки избори? Победивме затоа што работивме 4 години, а не 30 дена. Во продолжение следуваат и вестите од светот.